Сум Ангела Насева. Имам 9 години и сум четврто оделение. Денес ќе ви раскажам книгата Вафли во форма на срце од Марија Пар. Во оваа книга главни ликови се Лена, Триле, нивните семејства, чичкото на Триле и кобилата. Останите се случуваат во полето. Во оваа книга се зборува за тоа како Лена и Триле доживуваат најразлични работи и авантури. Некои биле фантастични, неверојатни, некои биле забавни, смешни, а други пак чудесни. Оваа книга започнува така што Лена и Триле, кои што живееле куќа до куќа, направила една жичарница. Лена, како секогаш, морала прва да ја испроба. Таа се обесила на жицата и се пуштила надоле. Но и се лизнале нозите и таа почнала да паѓа. Триле почнал да размислува и да се надева дека рацете на Лена биле суви. Одеднаш му текнало нешто. Отишол до спалната на неговите родители и го земал нивниот душек. Тој бил голем бидејќи неговите родители спеле на брачен кревет. Го ставил душекот на оградата и Лена паднала. Таа почнала да се шегува со Триле дека многу долго го чекала. Мојата најомилена случка во оваа книга беше кога Лена, Триле и таткото на Триле отиша да ги пасат овците. Лена и Триле биле многу возбудени бидејќи им било прв пат. Заедно со чичкото тие отишле да ги напасат овците. По пат сретнале една слаба овчичка која што била нивна. Одалеку слушнале нечiji глас. Лена и Триле почна да го следат гласот. Чичкото бил многу невнимателен и веќе ги испуштил од вид, а тие биле сами. И тоа на место каде што не биле порано, односно претходно. Во еден миг Лена се изгубила. Таа паднала и се скршила раката. Се стрекалала по тумбата. Што ќе се случи понатаму? Дали нешто ќе се случи на Лена? Доколку сакате да знаете, прочитајте Вафли во форма на срце од Марија Пар.